Почитувани гледачи, еве сме со најновото издание од емисијата Од своја страна. Мој денешен соговорник е доктор Марина Поповска-Домазетова, доктор специјалист за храна, здрава исхрана и здрав витален живот. Докторке, ви благодарам што ја прифативте мојата покана и ви благодарам што еве токму во вашиот колагенски центар Аквамарин не угостоивте да ви бидеме гости. Исто така и јас ви благодарам за вашата желба да ја направиме оваа емисија. Нашиот денешен разговор ќе се заоснова токму на медицинските средства на база на колаген, меѓутоа пред да почнеме да ги опфатиме сите тие третмани на база на колаген, ќе започнеме токму со она најважното од кое што произлегуваат сите тие третмани, тоа е Гуна компанијата. Малку за историјата на оваа компанија, од кога е кај нас, која донесе и сите тие работи околу неа. Секако. Во цела оваа ситуација најважна улога има компанијата Гуна. Тоа е Гуна, компанија, голема фармацевска компанија која е сместена, се наоѓа во Милано, Италија. Инаку формирана е 1983 година. Денеска има преку 250 луѓе вработени во компанијата. Има извоз во преку 40 земји од светот на сопствените производи. И навистина има голем прогрес и резултати во сите мускулно-скелетни патологии, како и останати, меѓутоа денеска ќе биде ставен акцент на мускулно-скелетните патологии. Од кога Гуна компанијата во Македонија? Производите, односно присуството на оваа компанија во Македонија е од 2018 година. Фактички од самиот почеток на годината, на крајот од 2017 година беше подпишан договор со компанијата, меѓутоа регистрацијата на производите во Агенција за лекови заврши на почетокот во јануари 2018 и така продолживме со активностите. Така, денес кога ќе се спомне колагенот и Гуна компанијата кај нас, тоа се поврзува нели со вашето име. Еве што конкретно представуваат медицинските средства на база на колаген? Пред се би сакала да кажам дека овие производи представуваат еден иновативен третман на мускулно-скелетни патологии и имаат широк спектар на примена при разни заболувања со висока ефикасност и високи резултати при терапијата на мускулно-скелетните патологии со примена токму на овој колаген. Така, споменавте примена на колагенот, како точно да објасниме пред нашите гледачи како точно уди терапијата, колагенската терапија, дали сето тоа е безболно, како се нанесува и сите оние работи? Така, да, секако. Пред се би кажала дека Гуна колагенот или медицинските средства на база на колаген се за прв пат во Македонија донесени во облик како медицински средства. На пазарот во нашата земја и секаде низ светот е присуството на суплементите, односно производите како додатоци на храна е широко присутно, па и кај нас. Меѓутоа, во облик на колагенски медицински средства се за прв пат присутни кај нас во Македонија. Тоа значи дека овие производи се регистрирани и се под ингеренција на Агенцијата за лекови, односно Законот за лекови и медицински средства. Како такви, тие се сите поединечно регистрирани во Агенцијата за лекови, викам сите поединечно, бидејќи се 13 производи на број. И како такви се сите регистрирани во Агенцијата за лекови, што е основен услов за ние да ги донесеме во земјата и да можеме да ги применуваме, односно да се широко да се употребуваат за терапија на мускулно-скелетни патологии. Подигната ли е свеста кај луѓето овде во Македонија за тоа што значи колагенот и колку дејството на колагенот може да помогне нели при сите тие? Секако во изминатиот период се работеше интензивно за токму во овој правец за подигање на свеста и запознавањето и на здравствената јавност и секако на популацијата, бидејќи е многу важно пред се здравствената јавност, односно професионалците, докторите, да бидат запознаени со присуството на овој производ, односно со програмата Гуна во нашата земја, за да можат да ги аплицираат и да ги информираат пациентите што е новина, односно каков производ имаме веќе присутен во земјата. Така да имавме организирано семинар во март месец 2018 година под наслов Вовед во програмата Гуна, каде што имаше присутно некаде околу 100 доктори и се соучество на гости од странство.
на професори кои што веќе го аплицираат колагенот и така започна и практично апликацијата, односно употребата на колагенот во нашата земја. И постепено понатаму имаше помали презентации по определени институции, се разбира здравствени, и помали ординации и така отпочна примената и кај нас. Така, кога зборуваме за примената на гунаколагенските медицински средства, тука ми се наметнува прашањето дали постојат старосни граници кој се може да го користи колагенот и дали постојат некои несакани дејства после употребата, односно примената на терапијата со колаген. Така, токму во овој правец би дискутирала, бидејќи овој производ е многу безбеден производ. Затоа што може да се применува кај сите популации, значи нема ограничување во однос на возраст. Може да се применува буквално за многу други пратечки патологии, нема ограничување во однос на возраст, како што кажав, не дава алергиски реакции, може да се комбинира со други лекови, доколку пациентот има други заболувања и зема други лекови, колагенот воопшто не е контраиндициран да се внесува. Може да се комбинира со физикална терапија, со друга фармаколошка терапија, може да се дава предоперативно, постоперативно, секогаш дава подобрувања. И она што е битно пред нашите гледачи да кажеме дека терапијата е сосема безболно се нанесува? Ќе ви кажам сега. Овој колаген може да се аплицира на два начини. Може со инектирање, што не е сосема безболно, нормално, но сепак тоа е многу површно инектирање, но може да се аплицира и со специјална машина гунафореза. Тоа е еден апарат кој што е креиран специјално за апликација на гунаколагенот, работи на принцип на електромагнетни бранови со екстремно ниска фреквенција, што овозможува при нанесување на колагенот на кожата и поминување со магнетот од овој апарат да се внесе колагенот од површината, под кожата, на длабочина од 3 сантими, сантим и половина сантим, зависно од целта за која што се нанесува. Така, има ли посебни видови на колаген кои што да речеме се користат при различни повреди или тоа е еден ист вид на колаген кој што ве разбрав. Како што пред малку напоменав, станува збор за 13 колагени. Кај сите овие 13 колагени основата е колаген од свинско ткиво, од свинско потекло, природно биолошко потекло. Разликата е во тоа што кај сите овие 13 колагени се додадени различни состојки. И тие состојки, додадените ексципиентите се од природно потекло, од растително, минерално или потекло или витамини. Главното дејство, подобрувањето на симптоматологијата, доаѓа од колагенот. Меѓутоа, секундарното дејство доаѓа токму од додадените состојки. Овие состојки овозможуваат подобро позиционирање на колагенот на регијата за која што е наменет. Така, зашто најчесто доаѓаат луѓето во вашиот центар? При какви повреди, зашто најчесто го бараат колагенот? Така, како што кажав, колагенот е наменет за мускулно-скелетни патологии, односно проблеми со зглобови, колено, рамо, потоа проблеми со рбетот, вратот, грбот, половината, со колк, со малите зглобови, шаката или стопалото, со болки во мускулите и други патологии. Меѓутоа, би сакала да дополнам дека овој колаген, освен за терапевтски цели, е наменет исто така и за естетски цели. Тоа е една употреба на колагенот со наменски за подобрување на изгледот. За подобрување на изгледот на лице, врат, деколте, подмладување, затегнување, подобрена хидратација на кожата, подобар изглед, за подмладување на шака, за подигање на гради и така натаму. Има уште доста примери. Така, и сега, после терапијата со колаген, колкав е тој временски интервал во кој што пациентот ќе може да ја почувствува промената? Сега вака, овој колаген делува во доменот на регенеративната медицина. Односно, по апликација, според механизмот на дејство, колагенот делува механички. Токму од тие причини овој производ е распореден во категорија на медицински средства или стариот назив медицински помагала. Тоа значи дека овие производи делуваат во организмот по механички пат и затоа согласно соодветната директива на ЕУ се сместени токму во оваа категорија на медицински средства. Тоа значи дека овој производ по апликација во организмот не му се менува метаболизмот, останува непроменет. Тој делува механички. Делува механички на тој начин што ги поттикнува
нашите собствени клетки да синтетизираат наш собствен колаген. Ги потикнува интегрините, тоа се рецептори во клеточната мембрана на фибробластите, да речеме. Таа механичка дразба интраклеточно предизвикува биохемиски одговор. Значи има серија на биохемиски реакции кои што на крај даваат како резултат синтеза на основна молекула на колагенот, препроколаген. Расте таа молекула и потоа настанува екзоцитоза, односно излегува повторно преку интегрините надвор во екстрацелуларниот матрикс. Продолжува со незиното делење, односно напредување, и на крај таа се трансформира во тропоколаген. Тоа е основна функционална единица на колагенот. Со здружување на тропоколагенските влакненца настанува колагенско влакненце. Со здружување на колагенските влакненца настанува колагенско влакно. Со здружување на колагенските влакна настанува тетива, понатаму мускул и така натаму. Значи, на овој начин, за да се развие овој биолошки одговор, потребен е определен временски период. Затоа подобрувањето на симптомите настанува постепено. Значи, не е одеднаш, туку постепено како што се ставаат ампулите, бидејќи според протоколот на апликација потребни се околу 8 до 10 третмани за да се заврши на третманот, односно терапијата. Така, доаѓаат ли луѓе кога ќе го завршат третманот по определен временски период за повторно да направат терапијата? Секако, да. Ке ви кажам и во тој дел уште една информација. Во однос на колагенот, како структурен протеин, кој што ги гради во висок процент мускулите, лигаментите, тетивите, коски, рскавици, кожа, ткивата од мезодермално потекло. Како таков, ние го имаме некаде 5 до 6% од телесната тежина. Кај сите цицачи, вклучувајќи го и човекот. Но, прекумерна употреба, старење и повреди се три процеси кои го намалуваат или ја нарушуваат структурата на колагенот. Негова основна функција е да ни даде статика и функционалност. Но, овие три процеси, ако ја нарушат структурата, се нарушува и неговата функција. На тој начин, значи, ние чувствуваме определени симптоми. Или болки во мускули, во зглобови, или старење и така натаму. Затоа, значи, после овој основен третман се препорачува на определен временски период. Значи, доколку има симптоми. На 2 недели, 2-3 третмани да се повторат, значи само еден третман да се повтори, со апликација, значи, на еден третман, а потоа еднаш месечно, за да се надополнува истрошениот колаген. Бидејќи на тој начин ние го одржуваме нивото на колаген и така се држи под контрола, значи, состојбата, односно подобрувањето на здравието. Така, покрај колагенот на кој што дадовме најголем акцент денеска, со кои се медицински средства и третмани располага Гуна компанијата? Па, освен со медицинските средства, колагенските медицински средства, оваа компанија има низа различни производи. Има нискодозирани лекови. Понатаму има хомеопатски хербални лекови, суплементи, пет формула, значи суплементи за домашни миленици, козметички производи. Значи над 100 различни видови на производи во својата палета на производство. Така. Вие сте основач и собственик на колагенскиот центар Аквамарин. Сакам при самиот крај на нашите гледачи да им го представиме токму центарот, од кога постои, со што се нели нудите како услуги, каде можат да ве најдат. Ние сме веќе четврта година присутни, од 2017 година формирани сме како колагенски центар и веледрогерија. Освен, значи, со третмани со колагенот, ние имаме и други видови на услуги во нашиот центар. Секако ги имаме сите видови на масажи, бидејќи располагаме соодветно со медицински персонал, сите видови на масажи, медицински, релаксирачки масажи. Понатаму имаме мадеротерапија, имаме специјална терапија, односно третман со фитрол машина. Тоа се процедури кои што го подобруваат здравието, ја намалуваат тензијата во мускулите и се
после третманите се чувствуваме олеснети, значи релаксирани и полни со позитивна Така, енергија. тоа се сите оние третмани кои што го отсликуваат фактички нашиот здрав живот. Доктор Марина, јас ќе ви се заблагодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана да продискутираме токму нели за колагенот како нешто ново кај нас, кое што се надевам дека ќе продолжите да го ширите и секако да помагате токму онаму каде што сте најпотребни. Ќе ви посакам уште долги години плодна и успешна работа. Ви благодарам на соработката и јас ви посакувам успех и добро здравје. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание од емисијата од своја страна. Овој пат разговарав со доктор специјалист Марина Поповска-Домазетова, доктор специјалист за здрава храна и за здрав витален живот. Се надевам дека преку нашиот разговор успеавме да го задржиме вашето внимание. Ние се гледаме веќе наредната среда во истиот термин. До тогаш останете поздравени.